Само преку странски инвестиции, иновации и нови технологии, Македонија може да постигне раст од најмалку 5%, кои реално би ја подобриле состојбата на економијата и стандардот на граѓаните. Никица Мојсовска-Блажевски рече дека потребна е интензивна и темелна акција во наредниот период и дека Македонија досега слабо напредувала во поглед на економските реформи и битката против корупцијата. Значи, ние државата ја гледаме како партнер, меѓутоа ние како организација сакаме да покажеме наш успех и да почнеме да работиме на тој пат на дигитализација, која што ја разбираме многу широко. Дигитализација на владини услуги за граѓани, дигитализација на владини услуги за компании, дигитална писменост на граѓаните и дигитални бизниси. Долгата транзиција и отсуството на значаен напредок ги попречуваат исто така способноста на претприемачите да размислуваат долгорочно. Сегашните геополитички случувања исто така дополнително ги осложнуваат и создаваат неизвестност на целокупното опкружување и не оставаат многу простор за реформи. Темите кои се за нас важни и од аспект на бизнес заедница и од аспект на тоа како државата да оди напред, веќе да кажеме отпочна и на првите панели. Тоа секако е меритократијата, тоа е борбата против корупцијата, тоа е потребата за една инфраструктура која ќе направи како држава конкурентни во однос на она што е, да кажеме, и соседни земји и каде оди Европа и светот. Секако тука е како да извозот порасне, како да образовниот систем биде подобар. Македонија 2025 го одржува 13-тиот самит во Скопје. Непрофитната организација беше формирана пред 17 години со цел Македонија до 2025 година да стане развиена земја, членка на евроатлантските интеграции, односно на НАТО и ЕУ.